Тие не градат само згради, мостови, брани, тунели, патишта или железничка инфраструктура. Тие градат иднина. Градежниот инженер е тивок херој на секојдневието. Под неговата рака, празното земјиште станува основа за живеење, движење, безбедност, создавање. Тој размислува во метри, но сонува за генерации. Денес ве носиме во срцето на тие визии, на Градежниот факултет во Скопје, каде што се раѓаат инженерите што го обликуваат светот околу нас. Тука се спојуваат науката и практиката, математиката, физиката и имагинацијата, амбицијата и посветеноста. Градежништвото, хидротехниката, транспортната инфраструктура, конструктивна насока, геодезија, геотехника. Заедно со студентите и професорите, ќе дзирнеме зад вратите на една од најважните образовни институции во Македонија. Ќе слушнеме што значи да се биде градежен инженер денес и зошто оваа професија не е само занает, туку и мисија. Останете со нас и открите зошто секој проект, секое земјиште, секој асфалт, секој потпорен зид, секој мост, тунел и брана, секој купик бетон и железо имаат своја приказна. И како таа приказна почнува да се осознава токму тука, на Градежниот факултет. Прво прашање, зошто на Градежен факултет? Кога одбирав каде да продолжам моето академско надоградување после средно училиште, знаев дека сакам техничка наука, од секогаш ме влече, од секогаш бил склон кон техниката. Искрено, зошто Градежен факултет? Заради тоа што можеш да правиш работи кои што подосна се гледаат и се многу видливи, на кои што можеш да се гордееш во своето креирање. Е професија во која што не може да се заспие. Интересот околу природата и околната средина и како всушност таа влијае врз градбите, врз нивната стабилност и истовремено врз безбедноста на целиот објект. Од секогаш мене ме фасцинирало како од еден празен простор може да настане нешто величенствено, како на пример зграда, мост или пат, и како од една скица на хартија може тоа да се изведе и во реалноста. Се разбуди во мене интересот и любопитноста покрај татко ми што е геодетски инженер и така јас продолжив. Се восхитував на градбите околу мене, сите се уникатни една во однос на друга, па си поставив само на себе цел еден ден и јас да изградам еден таков објект кој што ќе остане како траен белег. Тука можев да поврзам реалноста и тоа логичкото размислување што јас го сакав. Да поттекнам во развојот на моето општество и учам нешто што ми помага да ја развијам мојата една кариера. Најмногу ми се допадна студиската програма на Градежниот факултет. Например, ме интересираше како функционираат градбите, што ги прави едни градби да бидат посигурни во однос на други. Градежниот факултет ми овозможува понатаму јас да бидам дел од реализирањето на тие конструкции кои би сведочеле за моето знаење. Ние како градежни инженери оставаме некакви видливи конкретни дела позади нас кои што би можеле во иднина да се гордееме. Од секогаш сум мислел дека е дефицитарна и високо цената струка и испадна дека е така и затоа. Многу јасно и конкретно, да. Ке ве прошетаме низ историјата. Ке ви раскажеме за студиската програма, за искуствата од практичната настава, за можностите од меѓународната соработка, за соработката со градежните компании, од Сдруженијето за градежништво, Индустрија за градежни материјали и неметали, при Стопанската комора на Република Северна Македонија, за мисијата и за визијата на факултетот. Ке слушнете инспиративни размислувања од професори и студенти и ке откриете што го прави ова место образовна институција и заедница што гради иднина. А сега да се навратиме на самиот почеток. Градежниот факултет Скопје е формиран во 1949 година. Тој практично со уште неколку факултети кои што биле од суштествено значење за обновата и изградбата на тогашна Република Македонија во рамките на Југославија, бил основоположник на создавањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тука со него се уште и филолошкиот факултет, медицинскиот факултет, земјоделскиот факултет и не случајно Градежниот факултет се нашол во првата група факултети затоа што потребата за изградба на државата била огромна. Тогашниот инфраструктурен развој на Македонија бил на многу ниско ниво и оттаму имало потреба од голем број на едуцирани инженери, инженерски кадар, кои што би помогнале во изградбата на државата. Факултетот бил основан и со друга цел
од страна на структурите, имено било планирано и тоа и се реализирало и можам да кажам дека и до ден се реализира, а тоа е да факултетот биде вклучен во сите големи инфраструктурни проекти на државата. Во тоа време практично тоа било неминовно затоа што бројот на инженери бил исклучително мал и таа задача, како што сме сведоци сите, факултетот на вистина ја реализирал на завидно високо ниво, така што многу брзо Македонија почнала да ги добива своите први инфраструктурни проекти кои биле практично услов за нејзин развој, и не само развој, туку и за опстанок како една целина од тогашната сојузна држава. Само за вака да се добие една поширока слика во каква состојба се наоѓала тогашната држава, наша држава, ќе споменам дека првиот асфалтиран пат во државата е изграден 1957 година. Значи, до тога се возело на макадам и имало 2-3 километри бетониран коловоз на влезот на Скопје. Имало само една брана за електрична енергија, тоа е браната Матка, многу малку армирано бетонски згради се броеле на прсти, да не зборувам за посериозни мостовски конструкции, тунели и така натаму. Со оглед на историската подложка, односно историскиот амбиент во кој што започнал да работи градежниот факултет, јасно е дека за една сериозна високообразовна институција, како што претендирал да биде факултетот, бројот на кадри од Македонија бил многу мал. Биле повикани од стопанството, некои поистакнати инженери кои што можеле да се вклучат директно во едукација на младите студенти, односно студентите почетници, но и благодарение на помошта која доаѓала од другите сојузни републики во тоа време, особено од Србија, од Хрватска, па и од Словенија, практично била оформена првата генерација на професори на градежниот факултет, која што со голем ентузијазам, како кај нив, така и кај ново запишаните студенти, започнала со едукација на првите градежни инженери. Од македонските професори во тој период би издвоил единствениот доктор на науки, тогаш професорот Петар Серафимов и професорот Лазар Симов, кој бил професор на катедрата за бетонски конструкции и мостови. Значи, неколку кумина од нив биле од тука, и затоа факултетот на вистина е благодарен на помошта која што дојде на однадвор во форма на истакнати професори од тој период кои што го даде својот придонес за развој на нашава институција. Првиот завршен инженер, односно првата дипломата со број 1 е доделена на колегата инженер, сега за жал веќе починат, Коцарев Ламбе, кој доаѓал од Охрид, бил одличен ученик во средно училиште и бил еден од најдобрите, ако не и најдобар студент во првата генерација. Само сакам да напоменам дека и неговите два сина подоцна дипломира на градежниот факултет, едниот од нив и од моја генерација заедно студиравме. Колегата Коцарев беше истакнат инженер-проектант и работеше во проектното биро на компанијата Гранит во Скопје. Можам да кажам дека многу од тие први генерации студенти зазема видни места како во проектирање, така и во изведба на значени инфраструктурни објекти, и ние сме им благодарни за, и метафорично да се изразам, за темелите што ни ги поставија за да може понатаму градежништвото да расте и да се развива. Студиските програми на почетокот биле поскромни од она што е денес. Се изучувало општо градежништво, кое што потоа се делело во три области: конструктивната област, областа по хидротехника и областа патишта и железници, сега наречена транспортна инфраструктура, со тоа што најголем дел од нив биле едуцирани во една поопшта насока која можела да покрива повеќе области, затоа што и потребите биле такви. Немала Македонија тогаш луксус да врши тесно специјализирање на своите инженери, бидејќи нивниот број бил исклучително мал. Па јас би рекол дека развојот е континуиран и само ако има одреден континуиран развој, тогаш можеме да зборуваме за успешна институција.
затоа што ако има некакви краткотрени одблесоци, а потоа големи падови, тогаш навистина тешко е да се оствари некаков квалитет во подолг временски период. Се разбира дека можеби најблескави мигови, ако веќе се инсистира на ваков одговор, се неговиот почеток, основањето, кога постоела голем ентузијазам кај младите луѓе да изучуваат ова исклучително благородна струка. Потоа би ги споменал 80-тите, кои што 70-ти, крај на 70-ти, почеток на 80-ти години, кога развојот на македонското градежништво исто така иницира енормно голем број на студенти на градежниот факултет, а во текот на целото негово екзистирање практично би ја истакнал неговата вклученост, перманентна вклученост во реалните стопански текови на државата, неговата вклученост во сите посериозни инфраструктурни објекти и можеби тоа би го издвоил како една посебно добро достигнување во рамките на неговиот историја. Овде би го напоменал и периодот на крајот на првата и почетокот на втората деценија од 2000-те години, кога факултетот започнува интензивна меѓународна соработка со универзитетиот надвор, станува раководна институција на проектот финансиран од германската влада ДААТ, односно СИФОРМ, во кој беа вклучени повеќе универзитети од поголем број држави од Југоисточна Европа. Нашиот факултет беше лидер на тој проект и од тога започнува една нова ера на факултетот, на многу поинтензивна и поразвиена меѓународна соработка, што денес представува еден предуслов за поимањето на одредена високообразовна институција како квалитетна. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Моментално на градежниот факултет се организира настава во 3 циклуси на студии. Прв, тоа е 3 циклус. На првиот циклус на студии имаме студиска програма по градежништво, геодезија и геотехничко инженерство. Додека на вториот циклус на студии, понатаму делот од градежништво се разчленува на студиски програми од градежништво конструкции, градежништво хидротехника, градежништво транспортна инфраструктура и 2 дополнителни, значи тоа е геодезија и геотехничко инженерство. Значи вкупно на прв циклус 3, на втори циклус 5 студиски програми и на третиот циклус или докторските студии има 2 студиски програми од градежништво со 5 модули и дополнително студиска програма од геодезија на 3 циклус студии. Градежниот факултет спаѓа во групата на технички науки, секако тие студенти, ученици што се надарени кон техничките струки се добај дојдени на градежниот факултет. Меѓутоа, со тек на самите студии, тие ги дополнуваат своите знаења и од претходно, така да се што тоа е, да кажеме, ако има нешто препуштено во текот на средното образование, може да се надополни, бидејќи ние во нашиве студиски програми овдека почнуваме од базичните предмети, теоретските, математика, физика, механика, па понатаму се надоградуваме кон стручно-теоретски стручни предмети во кои што го профилираме или градежниот инженер, или геотехничкиот, или инженерот по геодезија, соодветно. Една од законските одредби е да вршиме реакредитација на студиските програми. Значи на секои 5 години практично ние вршиме реакредитација на студиските програми. Последната реакредитација беше 2022, значи од 23-та, 24-та учебна година запишуваме студенти по тие нови реформирани, да кажеме, студиски програми. Како да кажем, од една страна, нели, градежништвото и нашава струка важи можеби за прилично конзервативна струка. Зошто е тоа така? Заради тоа што ние, тоест нашиве инженери и понатаму студентите кои што, нели, во пајакса даваат производи кои што се со голем рок на употреба. Градежните објекти имаат животен век од 50 до 100 години и затоа секогаш градежништвото важи како малце конзервативна или предпазлива дисциплина или научна област. Меѓутоа, претејќи ги современите текови, новите трендови, барањата на општеството, барањата на компаниите, промените што настануваат во
дигиталниот сектор генерално имаат потреба и ние соодветно да се прилагодиме кон тие современи барања и да ги менуваме нашите студиски програми. Односно да уфрламе одредени компоненти со кои што на нашиве студенти ќе им обезбедиме одреден опсек на вештини за да може полесно да се снајдат на пазарот на трудот. Голем дел вештини и знаења, практично да кажам дека тие се веќе подготвени да се вклучат со одредени дообликувања да се вклучат директно во пазарот на трудот. Да кажеме, нели, сега зависно од степенот на студии кои што го завршуваат, првиот циклус е 3 годишни студии со 180 кредити, додека вториот циклус е 2 годишни студии со 120 кредити. После првиот циклус, нивните компетенции главно се, нели, независно дали зборуваме од областта на градежништвото, геотехниката или геодезијата, тие имаат одредени знаења и вештини да се вклучат во практичната работа, најчесто како помошници или како директна вклученост при реализација на одредени објекти во фаза на градба. Односно, може после одреден број на години на работно искуство да добијат и соодветни овластувања за изведба на објекти и за надзор на објекти. Додека после вториот циклус на студии, практично се оспособуваат повеќе од делот на проектирањето, организирањето и соодветно на тоа може да добијат од комората на овластени архитекти, овластени инженери и овластувања за проектирање и за ревизија на проектна документација. Во делот на, нели, наставните планови, тие се генерално опфаќаат најчесто во првиот циклус мултидисциплинарни содржини од повеќе делови, едно од самите директни главни области, главното јадро на студиите, меѓутоа и одредени дополнителни содржини како што се, да кажеме, дел од одржливост, дел од енергетска ефикасност, дигитална комуникација и така натаму, кои што после практично може да ги реализираат во нивниот понатамошен професионален развој и кариера. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Соработката со компаниите ни е одлична, на многу високо ниво и постојана. Практично едни без други не можеме. Тие ни помагаат на различен начин, со разни подкрепи, донации, заеднички истражувања, вложувања, помош кога ни е потребна во секој поглед, а ние сме им потребни да им составаме што поквалитетен кадар кој ќе им биде па нив добре дојден за да можат да ги одржат и развиваат своите компании. Се сретнуваме секојдневно на сите реални проекти, проблеми во државата, ги разрешуваме заеднички, ние го користиме нивното знаење и искуства што го имаат од реалниот сектор, тие нашето теоретско знаење и искуства кои го имаме од нашето делување и можам да кажам дека таа симбиоза е од основањето на факултетот и до денес една иста се развива во повеќе области и се надевам дека така ќе биде секогаш. Ние се бориме да нашите градежни компании бидат што поприсутни на градежниот пазар, затоа што само така ќе се создаваат услови за вработување на наши кадри, за нивно брзо стручно напредување, што ќе се врати на државата многу брзо. За да создадеме подобри услови за студирање на сегашните и нови студенти, а и подобри услови за работа на вработените, во овие 3 години деканатот презема огромен број активности за подобрување на амбиентот на факултетот, во реновирање на просториите и со гордост можам да кажам дека навистина еден огромен дел од старата факултетска зграда е возобновен и можеме да се пофалиме дека во неа веќе имаме еден европски амбиент. Без помош на компаниите тоа немаше да биде возможно да се оствари. Мене дури ми беше и непријатно да некому и побарам директно помош, затоа што знаев дека никој нема ни да ме одбие такво нешто. Па бев предпазлив,
во таа насока, но на вистина верувајте, она што посебно ме радува е тоа што во очите на нашите колеги од компаниите се гледаше жар и желба да на вистина искрено се помогне. Значи тоа не беа изнудени средства, изнудени материјали, изнудена работна рака. Не, тоа беше подадена рака за да се инвестира во институцијата од која што тие излегле. Многу компании помогна, ни помогна и Универзитетот и Министерството за образование и наука, но еве во овој случај ќе споменам неколку со ризик дека некого ќе изоставам, но еве ќе почнам од крајот па одејќи кон напред. Дел од амфитеатрот ни го спонзорираше, односно донираше Градежниот институт Македонија по повод 50 години од нивното основање. Една многу сериозна инвестиција и тоа произлезе по нивна иницијатива. Понатаму тука се компаниите Адинг, Гранит, Торакс, Крим производство, Евроконсалтинг, SMS Construction, компании од кои што не сум ни очекувал дека имам право да побарам одредена помош, а сум ја добил, како што е од компанијата Рока и ред други, да не ги набројувам, многу се. Кнауф, да не го заборавам, кој секогаш ни излегува пресред. Огромна е помошта од компаниите. Јас на вистина, јас сакам да искористам оваа прилика, длабоко искрено да им се заблагодарам, бидејќи ова што денес го имаме на факултетот, немаше ни малку да биде вакво како што е да не беше нивната сесадна помош. Неминовноста во денешно време е спојот на теоријата и праксата. Значи, како никогаш досега, потребата од спојот и од заедничкото делување на теоријата и праксата не бил поголем. Зашто? Затоа што се соочуваме со многу потешки предизвици него пред 10-20 години, на многу помал терен, поголеми специфики. Така да, соработката со Градежен факултет, ако треба да оценам од 1 до 10, би ја оценил 10, со оглед на тоа дека на СЕО на Градежниот факултет што ја повикал Градежната компанија Гранит, Градежната компанија значи одговорила позитивно и успешно ги сработила проектите и обратно. Кога бил потребен Градежниот факултет на компанијата, а тоа било во случај на консултации, во случај на претежно консултантски услуги, но и во случај на препроектирања, одредени на давање мислење, ревизија. Значи исто така сме добиле фидбек како што сме се поставиле, така и сме добиле, така да имаше една програма за стипендирање на студенти во кој што активно учествува градежните фирми преку факултетот. Тука беше и Гранит, ја бев еден од стипендистите тогаш кога студирав. Така да активно учествуваме при доделување на сите стипендии кои Градежен факултет ги испроведува, но учествуваме и на многу проекти кои ги распишува Министерството за образование и наука, во кое што во последни поготово 2-3 години се бара конзорциум од научна институција и приватна компанија. Така да сега учествувавме последно за проект преку професорот Јосиф Јосифовски на проект на паметни шипови. Имаме такви проекти низ годините, сигурно еден годишно, кои го соработуваме со Градежниот факултет, така да неминовноста ни налага и на факултетот и ние како најголема компанија да ностоп бидеме во контакт и ностоп да учествуваме и ние во нивни проекти и они во наши проблеми. И можам да кажам дека соработката со Градежен факултет можем да истакнам како една од најдобри, може и најдобра соработка на приватна компанија и институција во Република Македонија. Секоја година, 2 или 3 пати годишно, на различни предмети, инженери од нашата компанија го посетуваат Градежниот факултет и држат некои предавања на некоја тема за која сме ние специјализирани. Например, заштита на конструкции, хидроизолации, технологија на бетон, некои специфични аспекти на технологијата на бетон и така натаму. Исто така, често организираме и студентите да дојдат кај нас, бидејќи тоа им дава можност да ги видат практично, значи лабораториската опрема, начинот на кој ние функционираме. Имавме пред 2 години еден симпатичен настав. Тоа беше по повод одбележувањето на 60 години од земјотресот во Скопје, за да се подигне свесноста кај инженерите, али генерално кај луѓето за потребата од водење сметка за квалитетот на
на градбите, направивме во соработка со градежниот факултет еден настан во кругот на фабриката, каде што студенти од градежниот факултет и исто така средношколци од средното градежно научилиште дојдоа и со наша помош, да речеме, и со менторство на професорите од градежниот факултет, добија задачи да направат рачно некои да замешаат бетон и понатака да следат развојот на неговите перформанси и јакосни карактеристики, чисто за како прв некој символичен осет да стекнат, што значи вистински нашата струка. Во практичната настава се вклучени сите практично познати градежни компании, а од геодетските компании станува збор за помали компании заради спецификите на таа дејност. Повеќе за жал ги немаме оние градежни гиганти кои што ги имавме во времето, типот на Пелагонија, Маврово, Гранит и така натаму, но имаме низа релативно понови, иако дел од нив, например, Градежниот институт Македонија се имаше 50 годишна прослава и така натаму, значи тоа се реномирани компании кои што овозможуваат нашите студенти да стекнат соодветни знаења за време на нивната практична настава, од која што потоа тие треба да изработат соодветни документи, дневници и така натаму. Практичната настава, како што кажав, има многу големо значење за овие наши студиски програми и тоа во зависност од нивните специфики. Најдолга традиција, интересно, имаме кај практичната настава на студиите по геодезија и таа активност се одвива повеќе од 50 години наназад заради спецификите. Значи, ние едуцираме геодетски инженери кои што мора да бидат способни веднаш да се вклучат во работните процеси со соодветно знаење за управување со современата геодетска мерна технологија. Тука некако и имаме најголем акцент на практичната настава која што се одвива во 3 циклуси. 2 од циклусите се во рамките на додипломските студии, третиот е во рамките на постдипломските студии или вториот циклус на студии. Тие се обавуваат во Универзитетскиот конгресен центар во Охрид во турнуси од по 10 дена, каде што студентите живеат, работат заедно со нашите помлади колеги, асистенти и доценти и ги учат тајните на занаетот. Од друга страна, заради спецификата, повторно, на студиските програми, во делот на градежништвото и геотехниката, токму како што вие спомнате, се организира практична настава, која што генерално фокусот го става на посета на објекти, држење на презентации, така да нашите студенти имаат можност да посетуваат објекти не само во Република Македонија, своевремено сме ги носели и во пошироката околина. Јас се сеќавам пред нешто повеќе од 20 години, кога беше актуелна изградбата на мостот Рион-Антирион во Грција, ние со нашите студенти го посетивме тој исклучително интересен објект. Факултетот има доста програми кои што помагаат за да стекнеме ние практични вештини. Како прво мора да се нагласи дека факултетот има одлични врски со стопанството и доколку било кој студент побара да оди и на пракса, а и на интервју за работа во било која фирма, факултетот тоа може да го организира преку своите контакти, секојаш е достапен, а и често се случува да и самите фирми пристапуваат на факултетот да предложат студенти кои што би одговарале на тие профили. Практичната настава ни ја дава вистинската слика на теоријата, ни дава да осознаваме да ги решаваме проблемите полесно покрај практиката. Преку учебната година на факултетот имаме во градежниот факултет во дворот практична настава, а после учебната година имаме 10-дневна пракса во Охрид. Таму стекнуваме многу искуство и пријателство исто така. Во Охрид имаме секојдневни теренски активности, вршиме различни мерења, претходно имаме зададено задачи. Откако ги завршиме мерењата, одиме во канцеларија, вршиме обработка на податоците и на крај склопуваме како еден проект кој што го имаме изработено ние како група од студенти. Доколку би ја немале ние самата практична настава, ние би биле како пола човек, бидејќи тоа што ќе го прочиташ во книгата со практичната настава, сваќаш дека не е само една формула, току има буквално позади неа цел свет. Зошто е тоа така,
од каде дошло и преку лабораториски вежби и преку теренски настави, ние многу подобро би можеле да ги разбереме работите што ги пишува во книга и да анализираме зошто е тоа така, да го развиваме нашето критичко мислење. Ние во геотехника исто така имаме можност за пракса и во нашата лабораторија на факултетот, каде што ги осознаваме својствата на почвите. А освен тоа, ни овозможува користење на современи софтвери, каде што ние може да ги моделираме нашите проблеми. А исто така и голем дел од професорите повикуваат студенти за да учествуваат на истражувачки проекти и други активности. Се уште се тие во изведба, но можевме да видиме начинот на кој што веќе беа изведени столбовите, производството на главните носачи. Ни беше обяснет процесот како истите се пренесуваат од едно место каде што се произведуваат се до конкретниот мост. Да, секако, зашто како викаат, теоријата без пракса е празна, праксата без теорија е слепа. Значи не една без друга не одат. Како студент на втор циклус имав привилегија да бидам вклучен во доста реални проблеми од градежништвото, како испитување на конструкција со градбата, испитување на мостови, инспекција на мостови на патната мрежа во Македонија, така да доста сум среќен што имав можност да учествувам на толку значени проекти, да наречам. Не би можеле да зборуваме за проекти во кои што сите проекти во кои што биле вклучени студенти, затоа што студентите се вклучени во голем број на стручно-апликативни проекти. Пред секако со работници, тоа се проекти за нив многу драгоцени, затоа што на еден малку поинаков начин стекнуваат визија за реалното инженерство кое што ќе ги очекува во нивната пракса. А вториот аспект е учество во проекти од делот на научно-истражувачката работа. Тука имаме и самостојни студентски проекти, со кои што се разбира помогнати од страна на наставниот кадар на градежниот факултет и учествуваат на меѓународни собири. Некои се од такмичарски карактер, па со задоволство можеме да кажеме дека доста добро нашите студенти котираат во таа област. Кога би требало да издвојам еден проект кој што за мене, иако по сплетот на околностите беше малку трагичен настан, но на крај со добра завршница, е нашата студентска читална. Тоа е училницата број 77, кој што се наоѓа на приземјето на градежниот факултет. Своевремено, пред неколку години, имавме една несреќна околност да во училницата избие пожар, кој што потоа беше саниран и дојдовме на идеја, вака прилично племенита, наши студенти да направат проект за обновување на таа училница. Спроведовме интерен конкурс за таа цел, најдобрите проекти беа усвоени и навистина според нивните нацрти се разбира со сосема мала дополна извршена обновата на училницата, која што е една од, ајде да кажам, најдрагите училници сега на градежниот факултет, затоа што служи како читална која што ја користат секојдневно нашите студенти, но тука се организираат и разни настани, конференции од помал обим и одбрани на докторски дисертации. Градежен факултет изминатите 20 години со универзитетите во Германија има системска соработка. Меѓутоа, тоа не значи дека се ограничува само на тие универзитети, така што грижата за меѓународната соработка е сериозен дел од програмата на секој декан изминатите години и од тука се одржува и се надоградува. Вреди да се спомене дека тука имаме повеќе извори за финансирање на таквите престои, бидејќи јасно е дека тие носат одредени трошоци кои што треба да бидат покриени. Конкретно соработката со германските универзитети е финансирана од Германската асоциација за меѓународна соработка, кратенката е ДААТ, која што е започната пред точно 21 година, во 2004 година. Воспоставена е една регионална школа за магистарски и докторски студии. Кратенката е СИИФОРМ. Основачи Универзитетот во Бохум како апликант со повеќе универзитети од Германија, Градежниот факултет од нашиот универзитет и таквата соработка има многу различни форми. Значи, тука имавме размена на студенти кои што одеа да се пофалат со своите дипломски работи. Значајно е да се спомене дека обидот на германската влада беше во рамките на тогашниот пакт за стабилност и стабилизација на Југоисточна Европа, конекција помеѓу земјите од бивша Југославија,
Значи, ако се вратиме назад пред 20 години, тоа е период кога Скопје беше единствената дестинација каде што од сите бивши републики, вклучувајќи ги Албанија, Косово, значи и регионот, да можат да дојдат, така да тука доаѓа младите да ги разменуваат своите искуства, прво дипломски, магистарски, и од тоа се изроди една докторска школа, која што потоа успеа, иако како проектна активност беше планирана како 3-годишен проект, ја задржа поддршката на Германската асоциација дури 10 години, а рефлексиите од неа се уште траат во различни типови на соработка со различни универзитети. При тоа тука сепак предначат Универзитетот Бохум, оригиналниот со кој што сме ја почнале соработката, и од Техничкиот универзитет во Ахен, и двата извонредно реномирани универзитети, едни на листата од 5 најдобри во Германија и на повисоко рангираните листи во светски рамки. Така да тоа е една можност за соработка. Друг тип на соработка е Еразмус шемата, која што е исто планирана за такво нешто. Таа можност оди преку универзитетот. Значи универзитетот така е поставена, универзитетите се членки во националната шема, а потоа тоа оди во европската шема, од која што се добиваат стипендии за куси, едносеместрални предстои. Тоа важи и за наставниците и за студентите. Така да тоа им стои на располагање и дополнително мрежа позната како ЦИПУС, во која што се вмрежуваме во универзитети, и тука различни иницијативи на поедини наставници со различни универзитети имаат исто така можност. Така да понудата за меѓународна размена и на наставниот кадар и на студентите е навистина сериозна. Приказната навистина е интересна, започнува во 2002 година, кога професорот Бохумскиот универзитет, професорот Гюнтер Шмидт, доаѓа да престојува како визитинг професор на нашиот факултет. Јас имав лично среќа тоа да биде на мојот предмет, а коинциденција во тој период бев продекан задолжен за настава, наука и меѓународна соработка. Согледувајќи ги можностите кои што ги нуди германската влада, неговиот интерес во тоа да ги помогне во совладување на одредени проблеми, произлезе можноста да поставиме една програма во која што ќе се обидеме да одговориме на brain drain, генерален светски проблем во кој што добрите умови заминуваат таму каде што има пари за нив, да може да истражуваат, да може да работат, како да ги задржиме кај нас, а од друга страна да им го возможиме меѓународното искуство, бидејќи со тоа доаѓа и квалитет. Така да ја замисливме шемата на двојно менторство, и секој кандидат, докторант од регионот, имаше по 2 ментори. Едниот професор во регионот и еден професор во Германија. Тие добиваа стипендија за своите престои таму и додека беа тука. И на таков начин, имајќи ја поддршката од професорот Шмидт, кој што ни пренесе одредени искуства како докторските студии се организираат како пилот проекти во Германија, ние тоа први во регионот го направивме токму за градежните профили. И се обединивме со универзитетите Белград, Ниш, Сараево, Осијек во регионот, Мостар, така што, а од германска страна повеќе, како што реков, Бохум, и тогаш се вклучија и универзитетот во Ахен, универзитетите во Дрезден, во околината на Дрезден, Хамбург, така да повеќе наши кандидати практично ја искористија таа можност и со задоволство можеме да кажеме дека Македонија доби околу 20 кандидати таква можност да се стипендираат. Најголем дел од нив се разбира на градежниот факултет во Скопје. Денес е тоа успешни професори. Учествува во шемата на меѓународна соработка со германските универзитети, која што успешно ја продолжуваат и сега. Една од нив, Симона Богоевска, беше во ситуација и да ја пријави својата докторска дисертација во Бохум и таму да ја одбрани со највисокото признание cum laude, на што сме сите горди. Апсолутно сум убедена дека сериозно ќе влијаат на тоа во каква насока ќе се развива не само нашата катедра, туку и градежниот факултет и воопшто, пак ќе речам, заради одговорноста на градежниот факултет во нашата земја во оваа професија ќе може да влијаат и на професијата во позитивна насока. Ние вообичаено кога ги завршуваме магистерските студии, конкретно во мојот случај, уште во текот на студиите, катедрата за теорија на конструкции, компјутерска анализа ме повика да помагам во спроведување на вежбите во тек на наставата, работа со студенти, помош на катедрата од било кој тип. За мене беше тоа огромна чест во тој период, се согласив веднаш без многу размислување и по завршувањето на магистерските студии
Во разговор со професорите на катедрата започна идејата дека можеби е добро за катедрата и воопшто за градежниот факултет да конкурирам во докторската школа СИФОРМ, која што беше една прекрасна иницијатива на градежниот факултет во Скопје, во која што голем број од нашите други колеги асистенти од претходни генерации добија стипендии за студирање на германски универзитети и завршување на нивните докторски дисертации. Јас секако прифатив веднаш со огромно задоволство. Концептот беше дел од тој повеќе годишен научно-истражувачки ангажман да го поминам локално на градежниот факултет тука, помагајќи и работејќи во сите активности поврзани на катедрата и факултетот, а потоа дел од престојот да биде во Германија, каде што исклучиво времето ќе биде посветено на научно-истражувачка работа под менторство на германски професор, со крајна цел во мојот случај да и самата одбрана на докторската дисертација се спроведе на тој германски универзитет. Темата на која што докторирав беше за модерно кажано мониторинг на конструкции. Тоа всушност е следење на однесувањето на конструкциите со мерење на нивни карактеристични параметри. Во конкретно мојата докторска дисертација тоа беа мерени забрзувања во неколку точки на ветерница за производство на електрична енергија, која што беше не скалиран модел во лабораторија, туку вистинска оперативна ветерница, која што беше лоцирана во Дортмунд, тоа е близу универзитетот каде што бев стационирана, близу Бохум. И податоците кои што се собираа со помош на тие мерени забрзувања, моја задача беше да развијам математички модели кои што ќе ми овозможат да следам промени со кои што ќе можам да детектирам промени во конструктивниот систем или да можеме да развиеме, да речем, модерен аларм систем кој што ќе детектира кога ќе настане одредено оштетување на конструкцијата, корисникот да може веднаш да има аларм систем дека нешто не е во ред и да се прати професионална екипа за контрола на квалитетот на таа конструкција, по потреба мерки да се преземат за санација и слично. За мене лично беше огромно задоволство што мојата докторска дисертација беше оценета со највисоката оценка и дополнително за таа година академска прогласена за најдобра докторска дисертација на градежниот факултет во универзитетот во Бохум. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Па да ви кажам искрено, го гледам многу амбициозно. Сметам дека и до сега мислам градежниот факултет во своето 75 годишно постоење има создадено генерации квалитетни инженери кои што се докажале и покажале на многу проекти во земјата и во странство. Меѓутоа, ако не целиме високо, нема ни да имаме големи значајни постигнувања. Така да и во мојата програма имам запишано неколку значајни работи кои што би сакал да пробам да ги остварам, а секако во тие планови централно место зафаќаат младите луѓе, младите кадри, соработниците, професорите, моите колеги и од катедрата и пошироко од целиот факултет. Програмата се темели во основа на 4 точки, главни 4 точки. Една од позначајните која би сакал да ја извојам секако делот на образовниот процес е меѓунаредната акредитација на студиските програми. Би сакал едноставно да провериме колку сме ние во моментов и до каде сме ако се споредуваме со европските институции, високообразовни факултети, институти, научни и така натаму. Единствен репер би било тоа и сметам дека вреди во еден таков проект да се вложи, за да едноставно добиеме некои објективни согледувања за тоа дали содржински нашите наставни програми се квалитетни, дали се добро поврзани, да речеме, во целиот циклус на студирање, тука мислам како на првиот, така и на вториот циклус на студирање, и на крајот едноставно да се провери и ангажираноста на студентите. Колку се они вистински ангажирани, дали може би се преангажирани или не се доволно, така да тоа е единствен начин за да добиеме објективна точка, за да имаме една точка од која што треба да почнеме понатамо да работиме. Се работи за реномирани институции кои што вршат такви акредитации широм светот, па и Европа. Има такви примери на нашиот универзитет, УКИМ, Универзитетот Свети Кирил и Методи, успешни приказни што викаат, најблиски ни се
ФИНКИ, да речем, факултетот за компјутерско инженерство и програмирање, како и ФЕИ, факултетот за електротехника. Така да планирам заедно со тие искуства што тие ги собрале да пробаме да добиеме една оценка што би била верификација за нашата работа до сегашна и препораки за идните мерки или идните подобрувања што треба во процесот да ги направиме. Секако секогаш треба да бидеме отворени, секогаш има простор за подобрување и мислам дека, односно знам дека во следниот период ќе работам напорно да го направиме факултетот, односно градежниот факултет уште подобар. Втората мерка се однесува на научно-истражувачката работа, што е клучна по мене. Некако во овој период на транзиција се подзаборави малку на науката, ако едукацијата е солидно поставена и образованието на нашите студенти, науката е неминовен факт и неминовна обврска задача за нас на универзитетот и на градежниот факултет и затоа треба да се трудиме што е можно повеќе да се доближиме во таа област со нашите колеги и од регионот, би рекол веќе имаме сериозна конкуренција, да не речам и од Европа. Така да планирам да се формира еден центар за иновации и истражување во рамките на градежниот факултет, кој што ќе ги собере младите, оние што ги викаме young researchers, тоа се луѓе до 45 години, кои што имаат и најголем потенцијал и енергија и желба, се надевам да работат во таа сфера и заедно со нив, а и со искуството на постарите професори, да пробаме да направиме некаква разлика, што ќе биде разлика за градежен факултет, потоа ќе биде разлика за УКИМ и ќе биде разлика за нашата земја генерално. Нормално не сум идеалиста, сметам дека за тоа ќе треба сериозна поддршка. Се надеваме на поддршката од универзитетот, потоа од институциите, од Министерството за образование и така натаму. Во моментов е баш еден период кога се распишани неколку конкурси за научно-истражувачки проекти, така да сметам дека се јавуваат нови иницијативи и ние треба да ги следиме и да се трудиме да ги искористиме. Не се само домашните тука, повеќе би се ослонил на европските програми и проекти. Тука би го спомнал Erasmus+, со кој што како институција веќе имаме многу позитивни искуства. Меѓутоа би сакал што повеќе научни проекти како координатори, да речеме, носители, па и партнери да имаме со програмите на Европската унија, односно со Хоризонт Европ програмата, што е некако врв во тој дел на научните истражувања и докажувања. Третата точка се однесува на студентите. Мислам дека студентите треба да бидат на прво место и не треба да биде поинаку. Ќе се обидам да таа млада енергија искористиме, значи некако да создадеме подобри услови за нив за работа, услови еднакви на оние што ги нудат европските универзитети и на таков начин и да привлечеме поквалитетни студенти, не само као квалитет како бројка, да речеме поголем број, туку и подобар квалитет, и да пробаме преку образованието, кога тие ќе разберат дека ќе добијат квалитетно образование, некако и да ги задржиме и у нашата институција да продолжат, па и да продолжат во нашето општество, односно нашето стопанство да работат. Пошто знаеме дека трендот е негативен во изминатите неколку години, со целосно право, јас не би го спорил тоа никако, меѓутоа да најдеме начин да им понудиме нека алтернатива зашто тие би останале во нашата земја и би делувале тука и би живееле така како што очекуваат дека треба и можат. Четвртата точка е точка која што е, да речеме, во однос на некакво организирање во рамките на нашата институција. Потребни ни се нови идеи во смисла на развојни програми. Еден значаен документ е обновување на стратегијата за квалитет и развој, што е долгорочна стратегија или некаков акцијски план. Тоа е документ кој што треба да се обнови. До сега не сме го следеле доволно прецизно. Сметам дека во него има доволно простор да се разви и во него да се најде место за соработка со стопанството. И до сега имаме многу добри резултати во смисла на соработка со градежниот сектор, па и пошироко во делот на консултативните услуги, со кои што имаме годишни договори и така натаму, меѓутоа мислам дека
тука можеме и требаме уште повеќе да работиме и во интерес и на едните и на другите. Планирам да се формира така наречена платформа за градежништво, која што ќе се занимава и со промоција на градежништвото, во која што ќе учествуваат стопанските комори од нашата земја, потоа да речем предпријатијата, градежните предпријатии, воопшто сите инженерски компании кои ќе имаат интерес или се блиску до градежната индустрија, може да земат учество и некако со заеднички напори да ја подобриме сликата за градежништвото, да подобриме и можностите на студентите да студираат на градежниот факултет. Така да сметам дека има простор, сметам дека таа идеја е зрела во моментов со оглед на тоа што и компаниите, фирмите се жалат на одреден дефицит од инженерски кадар, така да сега е моментот да се замисли и реализира еден таков проект. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Мора да сериозно се запрашува што сакаат да работат, што сакаат да учат. Техничките науки, конкретно градежниот факултет, бара посветеност, бара желба за учење, меѓутоа знае и да награди. Повалностите од градежништвото и потоа работа во градежништвото се многу бројни, при тоа што сте дефицитарна струка и сте многу барани. Така да ако сакаат да учат, ако сакаат технички науки, воопшто да не се двоумат, градежништвото е моментално една од најпопуларните науки во индустријата. Доколку ги интересира наука, нормално и конструкциите и земјиштето на кое што се гради една конструкција, и доколку сакаат да остават некаков впечаток на светот околу нив кој ќе трае, дефинитивно градежниот факултет е добар избор за нив. Мислам дека тоа е одличен избор. Нема да погрешат. Фактот што ќе се запишат на градежен факултет и во иднина ќе станат градежни инженери, геодетски инженери, геотехнички инженери. Трудот што го вложуваат ќе биде во видливи резултати, како во градењето мостови, градење згради, градење брани. Има одлична атмосфера за учење, ќе научат многу работи и ќе имаат одличен професионален развој. Доколку сакаат лесен факултет, градежен факултет не е место за таквите студенти, но доколку сакаат факултет каде што факултетот нема да ве научи само за самата струка што имате одбрано, туку да ви изгради вас како личности кои што би стекнале ред, дисциплина, кои што би стекнале справување со рокови, градежен факултет е вистински избор за нив. Да не се двоумат, зашто стварно е доста ценета, ако не е едно од најценетите струки во свет. Годините овде ќе им бидат најдобрите години во живот. Нашето мото е бидете мудри, студирајте градежен факултет, затоа што прво ќе изучат една дисциплина која е вечна. Зошто да студираат на градежен? Затоа што ќе бидат научени на најновите вештини, на најновите алатки, на најновите дигитални достигнувања во градежништвото, ќе бидат оспособени и со одредена практична работа, која што ни е задолжителна во текот на студирањето, ќе им бидат обезбедени стипендии, ќе им бидат обезбедени договори за стипендирање и за вработување од компании во државата, така што сметам дека нема развој на човекот, нема опстанок на човекот без соодветно градежништво. Градежништвото е испреплетено во сите области на нашето живење и нашето делување. Од финансиска гледна точка, сепак во градежништвото како сектор има огромен оборот на капитал, има огромни инвестиции и има огромни можности за добра заработка, се разбира со одредена стручност, професионалност. Успехот на нашиве студенти е видлив и неминовен понатаму. Образованието, каде и да одиш, сепак пред се зависи од личната мотивација. Универзитетот Свети Кирил и Методи нуди еден сериозна можност за сериозно образование. Дополнително на тоа, градежен факултет ја носи одговорноста како единствена институција која што издава дипломи од овој тип, веќе 76-та година оваа година. Тука ние можеме да ги понудиме сите потребни ресурси за да стекнат одлично знаење
како база за нивната идна кариера на глобално ниво, да се докажат како стручњаци, како професионалци во областа на градежното инженерство. Се работи за исклучиво благородна професија. Професија која гради конструкции, објекти, кои што остануваат и понатамо, да речеме, и екзистираат во после некој дел животен век ваш и така натаму. Помагате во некои пошироки рамки. Значи сите тие објекти користат и ќе ги користат милиони луѓе, да речам, и професија која остава впечаток на живењето. Не секоја професија може да се пофали со еден таков импакт општествен и севкупен во живењето на човекот. Тоа е главната причина зашто и јас на прво место се одлучив. Професија која што никогаш нема да замре, значи секогаш ќе има потреба од кадар, затоа што без градежното инженерство нашето општество не може да функционира. Образованието што го стекнуваме тука како подлога е навистина применливо и доволно за да се тркаме со светскиот да речем профил на градежен инженер. Ја мора да имаме во предвид дека се што е изградено во современа Република Македонија, почнувајќи таму 80-ти години наназад, е изградено од страна на наши студенти. Практично, да и постарите колеги не може да се сетат на ниеден позначаен објект кој што е изведен во нашата држава, а да немало учество на наш професионален кадар. Дали во делот на проектирање или во делот на ревизија, на проектна документација, консултантски услуги и така натаму. Тоа е нешто на кое што ние навистина сме горди и може да биде поттик за младите луѓе да одберат оваа многу интересна струка. Затоа што е професија која што ми се чини постои од која постои човештвото и ќе постои. Се почнува и завршува со градежништвото. Неопходно ни е, нема да замре како професија, отвара можности за многу креативност, постојано има новитети што треба да се следат, постојано треба да се учи, не можеме да кажеме науката заврши тука. Треба да бидеме отворени за нови работи, учиме додека сме живи. Младите генерации треба малку да се трудат да учат нови работи. Науката не застанува, секогаш има нешто ново.